Не знам што ви е тешко да сватите, дека развојот на сите форми на туризам што ги наведов, значат и локален економски развој и туристички развој. Велите целиот свет се врти кон екотуризмот. И да, се согласувам, и затоа екотуризмот е ставен во овој амандман. Но ние немаме стратегија за еколошки туризам. И како ќе знаеме кон што се стремиме без стратегии? Да не ги повторувам повторно, ви ги набројав пред малку. Сите се истечени, некои не се ни почнати. Јас не знам кој чекате да ги средува состојбите во туризмот. Јас не зборував за локална самоуправа, говорам за средства во туризмот, за кој е факт дека со секој нареден буџет се кратат. Средства за туризмот не се скратија само во 2020 година заради пандемијата. Зелените звездички кои што ги говорам од 2020 година, прочитајте си го таму директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кој што сега во 2022, 2 години потоа, му текна да каже дека немало да ни недостасуваат зелени хотели. Па и тие остануваат на ке изградиме зелени хотели. Лекцијата кој не ја научил колешке? 6 години сте на власт. Која лекција? Значи, ние не сме научиле лекцијата, ние во чие време туристичкиот развој бележеше континуиран пораст, или вие на кој туризмот мистериозно им исчезна од листата на приоритети? Факт е дека Македонија не го користи туристичкиот потенцијал. Земјата се уште нема стратегија што и на кој начин да им понуди на странските туристи како сопствен туристички бренд. На маргините ни е оставен туризмот, бидејќи сите кои треба активно да земат учество, се уште не го наблюдуваат како сериозна категорија. Верувајте, значи, очигледно е, повеќе од очигледно е дека туризмот е препуштен сам на себе. Ниту понудата сме ја подобриле, ниту промоцијата. Од промоција, вие знаете, само рашетување по сајми, ништо конкретно. Состојбите во туризмот не смеат да се препуштат на стихијата, но нема концепт како да се искористат потенцијалите за жал. А богатства имаме, но богатствата сами не се нудат, туристите некој треба да ги покани. Кога сме веќе кај лекцијата, јас не знам дали колку поголема лекција треба да научите од онаа што ви ја даде Државниот завод за ревизија. Она што го говоревме цело време дека мерките нема да донесат ефект, го потврди Државниот завод за ревизија во својот извештај за 2021 година, во кој што јасно е наведено дека е прениска реализацијата на мерките кои што се дадоа во туризмот. Понатаму, Светска банка ви кажува дека да, има некакво придвижување во туризмот, но се уште сме далеку далеку од враќање на нивото пред пандемијата. Државниот завод за статистика исто така ви потврдува дека 2021 е многу полоша во однос на 2019 година. Мене јасно ми е како бележиме раст. Вие правите споредба 2021 и 2022 со 2020 година. 2020 година туризмот беше на нула и секој раст ќе биде раст нормално во туризмот. Така да не постои целосна координација меѓу институциите и носителите на секторот туризам. Она што велите дека не ви е јасно кој треба да ги собере. Па некој треба да им овозможи услови да ги обучи луѓето. Кој чекате тоа да го прави? Ние да го правиме? Ќе го правиме. За многу брзо ќе го правиме, верувајте. И кога веќе сакате да кажувате бројки, ево јас ќе ви кажам дека со предлог буџетот за 2023 година средствата за на туризмот се кратат за 5 милиони денари или за 14,93% во однос на иницијалниот буџет за 2022 година. Во програмата Д економски развој се кратат 15 милиони денари за програмата ДО поддршка Д0 поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи. Односно, оваа програма веќе не влегува во предлог буџетот за 2023 година. Јас се надевам дека нема туку така да пропаднат овие средства, туку ќе се осмислат поинаку и ќе се искористат во насока на развој на туризмот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот добива трошки од само 4,16% повеќе во однос на иницијалниот буџет за 2022 година. Без инвестиции во туризмот ние не можеме да очекуваме туристички развој. Јас не знам како очекувате да се развиваме кога
средствата за туризам константно се кратат. Според податоците, да, плюс 4,16%. Затоа бележиме 30% пад колешке во однос на сите земји од регионот. Затоа ви кажувам да се фокусираме на развој на овие форми на туризам, кои што покажале дека земјите, дестинациите кои што фокусирале на развој на вакви форми на туризам, не забележале пад. Значи, крајно конструктивен ни е амандманот. Не знам како да ви објаснам, ниту е популистички, ниту нешто сакаме. Сакаме само да ве освестиме, да ја сватите важноста на туристичкиот развој за македонската економија. Значи, руралниот туризам, 900.000 работни места креира само руралниот туризам, а во Македонија, замислете, во 2018 година бил евидентиран само еден вработен во еден сместувачки капацитет. Македонија, ви кажав, стратегија за рурален развој нема. 96% од собствениците на капацитети во рурални средини не слушнале за државна стратегија и помош во развивање на руралниот туризам. Затоа поднесуваме амандмани. Значи, ве уверувам и свесна сум дека и вие знаете дека туризмот може да движи многу добро македонската економија и дека може да креира работни места. Според статистиките, околу 15.000 луѓе се директно вработени во туризмот, а индиректната бројка во сезона достигнува 50.000 луѓе. Затоа треба да се даваат средства за развој на туризмот. Природата и културното наследство во Македонија не се доволни за развој на туризмот. Тие се добра стартна позиција, но за вистински развој, што ќе донесе голем приход во државниот буџет, потребни се стратегија и иновативни пристапи. Затоа во таа насока беше овој амандман. Имам уште многу што да кажам. Го спомнавте културниот туризам. Значи, во културата сите програмски средства се намалени. За промоција на културното наследство има ужасно намалување. Погледнете ја добро програмата. Погледнете го добро буџетот. Така да, од културен туризам нема ништо за оваа година. И како што кажав, оне што не си ја почитува државата, не може да ја почитува ниту културата. Токму затоа каскаме зад регионот. Како држава во секој поглед сме зад сите држави во регионот. Буквално сите се пред нас како туристичка дестинација. Значи, не знам што уште да ви кажам. Ние ниту знаеме на што сме фокусирани, ниту знаеме кон кои гости да се фокусираме. Се движи стихино. Кој дојде, дојде. Така да ќе завршам овдека. Кој дојде, дојде. Важно е оваа власт да замине. Ви благодарам.